вие како председател на земјата во еден исклучително тежок, но и значаен период и за земјата, и за регионот, а и за светот. Како војната во Украина действува врз, односно влијае врз безбедносниот поредок на Европа? Како Европа ќе обстане воопшто, онака како што ја знаеме, дури во овој период како да го губи својот карактер, оној што го знаеме од пред 5-10 или повеќе години. И во тој контекст како се снаоѓаат малите држави. Гледаме една многу храбра Литванија или сите балтички земји имаат еден многу силен, многу храбар, гласен настап на меѓународната сцена. Меѓутоа, како што одиме по-јужно, гледаме една поинаква ситуација или Централна Европа, особено со Унгарија. Значи, имате ли вие некоја визија за тоа како ќе изгледа Европа во наредната година, во наредниот период од можеби повеќе години, во контекст на воената агресија на Русија против Украина? Да ви кажам најотворено, ја таа теза ја застапувам и јавно, се разбира, подлог временски период, минимум од 2022 година, почна таа инвазија. Јас тврдам дека русите со таа политика и со таа инвазија ја сплотија дополнително Европската унија. Инаку Европската унија, ако компаративно погледате, пред 10 години беше далеку по-разединета внатре отколку што е сега. И не само во однос на инвазијата во Украина од руска страна. По било кое прашање. Тие се поблиски. Не може повеќе од тоа да бидат, бидејќи конечно тоа е хетерогена меѓународна организација со 27 земји членки и исто толку национални интереси кои често пати не се совпаѓаат. Природно, логично е. Значи, ние ја споредуваме Европската унија со Америка, меѓутоа во Америка или некоја друга држава, единечно земена или Велика Британија надвор од ЕУ, имаат еден центар на одлучување. Имаат една влада, еден председател кој е избран со мандат, со легитимитет. Во Европа има многу такви. Така што јас сум пријатно изненаден и тоа е добар знак за малите држави кои се членки на НАТО и членството во НАТО и во ЕУ се преклопува во значаен процент. Затоа што ако Европа беше како на пример до пред 5 или 10 години кога Франција тераше една патека, Германија друга патека, дури беше Велика Британија трета патека и сите тие се обидуваа и внатре да направат помали алијанси внатре во Европската унија, една група држави наспроти друга група држави. Денеска гледаме дека една Велика Британија која пред 10 години напушти Европската унија, денеска е поблиска до заедничката европска надворешна и безбедносна политика отколку што е блиска со Америка. Што само по себе ви кажуваат, Стармер не е паднат од небо, туку така му текнало дека треба сега во овој дел, затоа што по последната официјалната руска безбедносна доктрина, на пример, Велика Британија е декларирана како најголем непријател на Руската Федерација. Така што и не можат сами, и затоа била дајте сега со ова организација која практично не е во нашиот двор, во нашето соседство. Ако Велика Британија размислува така, формално излезена од Унијата и држава со членка на Г7, со нуклеарно оружје, членка на Совет за безбедност, бивша империја и така натаму, ние не треба ни секунд да мислиме каде да останеме и кој пат да го фаќаме. Затоа ми е мене малку тука знак прашалник, да кажам, однесувањето во одредени ситуации, бидејќи ако вие како раководство не водите, обичниот човек кога ве гледа на телевизија или кога ве следи какви политички потези влечете, тој уште помалку може да биде сигурен кој пат треба да го следи и да го поддржува. Се надевам дека ние ќе останеме цврсто вкотвени со практичните политики, не со формалното членство, со практичните секојдневни политики во западниот камп. Затоа што друг пат за нас е ризичен. Апсолутно е ризичен. Независност, воена неутралност, БРИКС и така натаму. Тоа се небулози на луѓе кои се или платени, или не ги разбираат, да зборуваат така, или не ги разбираат, буквално не ги разбираат глобалните процеси. И конечно луѓе кои небитно дали се платени или од незнаење, со самото тоа не им мислат добро на сопствената држава и народ. Дали институциите во нашата земја имаат познавање, волја и капацитет да се справат со хибридните закани? Во таа смисла морам да ве прашам нешто отворено, а тоа е
според вас, како експерт и како лидер и како политичар, дали премиерот Мицкоски знае што се хибридни закани? Бидејќи знаеме колку и тој, и неговиот министер, инаку и негов личен адвокат, и еден директор на државна установа релевантна во тој поглед, зборуваа за хибридни закани, дека пожарите во отпадите се хибридни закани, дека има хибридни закани против владата на премиерот Мицкоски. Дали тој и еве овие што ги имплицирав знаат што се хибридни закани? Според вас, од тоа што го зборуваат, можеби знаат, меѓутоа тоа што го кажуваат, дали вам би кажал дека тие знаат што Да се? се вратам на вашето прво прашање. Че Македонија, со оглед на капацитетите кои не се зададени претходно, големина на територија, на население, бројност, е во многу подобра состојба денес во однос на школување на едуцирани луѓе кои знаат да се спротивставуваат на тие закани, што е директна консеквенца од нашето членство во НАТО. Особено од 2020 имаме практично да не кажам на дневна, на месечна основа луѓе кои доаѓаат експерти од НАТО земји, кои ги обучуваат нашите служби не само во одбрана или во внатрешни, сите други агенции кои се бават со таа проблематика. И можам да ви кажам дека ние во овој момент сме на соодветно ниво, што се однесува до тоа, до потенцијалот кој можеш да го вложиш и да го ставиш на терен за да игра против таквите хибридни играчи. Прашањето е повторно сега втората работа, дали има политичка волја да се препознае тоа како закана за Македонија, да се не само како обврска према Западната алијанса во која сме формално член, и дали имате намера тоа навистина да го создавате на терен. Тргнувајќи не само од ова образложение кој го дава еден висок функционер надлежен токму во таа област, кој објаснуваше дека хибридните закани се нешто слично на хибридна кола која работи на различен тип на гориво, само треба прекинувачот да го префрлиш од лево на десно. Меѓутоа, ја би се вратил година дена наназад со поставувањето на клучна, начело на клучна безбедносна институција, на човек кој нема стручни квалификации и референции да биде на таа позиција и чие познавање не само на англискиот јазик, туку на проблематиката кај што треба да биде главен раководител е благо кажана спорна. А тоа е јазикот, не само не мислам по лингвистичка форма, тоа е јазикот на кој се комуницира во НАТО алијансата. Јас сомневам дека од таму па натаму, дека овие луѓе кои се стварно обучени и се подготвени да се вложат во заштитата на безбедноста на Македонија, дека воопшто ќе им биде дадена шанса да го направат тоа. Знаете, на крајот на краиштата, секој пат е најбитно дали имате политичка волја да се борите за својата кауза, помалку е битно колку оружје имате при себе или вештини. Украинците тоа го покажаа најдобро. Значи, во 2022 година, од аспект на подготвеност на армијата, тие беа многу скалила подолу од ова што се денес. И од тој аспект требаше да се предадат и да подпишат капитулација истиот ден. Значи, ако има срце, што велат старите, и ако имаш волја, има начин и за кратко време и да не си подготвен, со соодветни знаења и вештини, да ги набавиш, да ги научиш. Прашањето е дали сакаш да бидеш вистински дел од тој свет и да веруваш во тие вредности и принципи. Тука ми е малата дилема. Затоа ви реков дека од почеток до крај, како мала држава, вие не може да бидете на нивото на, не знам, на Германија или на Франција во спротивставување на тие закани. Инаку и тие, бидејќи ова се релативно нови закани и се мултидимензионални, не ова територијална битка за територии, знаете, ова е фронтот, ова е линијата на фронтот, поедноставно е да се бориш, знаеш кој е непријателот. Ова е поприлично зацкриено во своите различни појавни облици. Инаку, околу волјата уште еднаш, бидејќи мислам дека е најважната компонента во било каква стратегија државничка. Ги спомнате Балтичките републики. Не знам, една мала Литванија или Естонија, како се... Естонија е многу помала и од нас по популација. Меѓутоа, знаете, кога ќе отидете во Естонија, например, во главниот град, центарот, има споменик во кој вели посветен на сите жртви кои падна за слободата на државата, а се предизвикани од рускиот окупатор.
И тоа го поставија првиот ден кога стана независни. Ние ден денеска не знаеме кои се нашите вистински непријатели. Видов едно неодамнешно истражување на јавното мислење во кое, за жал, етничките македонци се половина поделени за тоа кој е виновен за руската инвазија во Украина. Што е поразително за сите политички гарнитури кои досега не успеле да им објаснат само една работа. Во однос на руската инвазија во Украина, само една работа треба не да ја кажеш еднаш, јас сум ја кажал многу пати. Треба да ги убедиш луѓето во доминантен број дека руската кауза за напад на Украина е идентична со негациите кои бугарската држава ги прави против македонците. Ни помалку, ни повеќе. Идентитет вештачки, нација вештачка, и вели, таа држава е лука на прастарата руска држава. Значи, ако тоа не го гледаме, а сме 4 години блокирани од таа соседна држава, не гледате дека тоа го прават поголемите и помоќните, се изживуваат со помалите соседи, и вие имате пола на пола. Не знаете дали Западот ја испровоцирал војната, дали Америка ја испровоцирала војната, дали НАТО ширењето ја испровоцирала. И не гледате дека се работи само за империалистички амбиции на единствен човек. Во тој случај, ние као политичари не сме завршиле добро работата. Добро, председателе Пендаровски. Тоа сакате да кажете дека ние имаме и капацитет, и луѓе, и професионалци. А тоа секако ќе можете да го знаете, бидејќи бевте председател на земјата. Но немаме политичка волја. Преведено, тоа значи дека гарнитурите кои се на власт или политичките елити, ако погледнеме пошироко, едноставно не сакаат да ја прифатат или да ја преземат одговорноста за да ја задржат земјата во рамките на НАТО, на евроатлантските патишта и да ја задржат безбедноста и сигурноста на оваа земја, стабилноста на оваа земја. Не би одел со такви дефинитивни формулации. Меѓутоа, ја детектирам во изминатава година и пол дека има одредени трендови кои упатуваат во тој правец. И еве само еден податок. Значи, година и пол требаше нашите партнери од Запад да ја убедуваат владава дека коридорот 8 има стратешко значење. Не е спорен коридорот 10, но коридорот 8 е нужен затоа што поврзува две земји членки на НАТО. И да не е војната во Украина, и да не е руската инвазија таму, тој коридор е битен за нашата безбедност. И после година и пол, знаете, секакви изјави на таа тема, дека ние ќе го форсираме со коридорот 10, тоа не ни интересира, така натаму. И да не се чудиме после кој ќе седнат планерите на Запад и кој ќе речат сега во однос на некој си микроспор таму. Политичар зборуваше и тоа дека тој коридор 8 е дел од замислата за голема Албанија. За Илирида и така натаму. Значи, тоа се делови од владечка структура, од гарнитурата. Повторно, не се некои маргиналци кои ги има во секоја политичка на секоја политичка сцена во било која држава. Што овде станува збор за луѓе кои се дел од владата, држат значајни ресори, одредуваат каква одлука ќе биде донесена. Тоа се надевам дека нема да продолжат по тој пат. Се надевам. И жал ми е што се создаде една ситуација именно преку нашето блокирано членство или пат кон Европската унија, се создаде чувство дека Европската унија нас не сака и дека треба да бараме алтернативи, затоа што не сакаат. Имавме една изјава, сум ја кажал уште пред 10-15 години, еден наш поранешен премиер, кој сакајќи да ја оправда својата децидна, јасна политика на самоизолација, велеше ние сме несаканото дете на Европа. Тоа се погубни политики кои доаѓаат од устата на врвни функционери. Да, добро, дипломатски избегнавте да ми кажете дали мислите дека Мицкоски знае што се хибридни закани, но од вашиот одговор може да се извлече одговорот, се разбира. Но колку е ранлив демократскиот систем на земјата од внатрешните играчи? Политички, медиумски, јас ги нарекувам олигархиски, бизнис центри на моќта. Тие директно или индиректно придонесуваат кон ерозија на демократските процеси, меѓутоа и кон ерозија на демократските институции, што е особено опасно за една мала земја која се уште минува низ остатоци, би рекол, од својата транзиција. Има во секоја држава
постојат тие така наречени, ги нарекуваат столбови кои не се така дефинирани во уставот, меѓутоа се столбови во суштина на кохезијата на општеството и на стабилноста на државата. И ако тие почнуваат да се разнишуваат или првенците во тие неколку области почнуваат поинаку да размислуваат или ова до сега го теравме овој пат, ама не ќе е добар за нас како народ, како држава. Значи станува збор, до сега зборавме за имањето или немањето и до кој степен немањето на политичка волја да се продолжи по овој искрениот западен пат. Меѓутоа спомнавте олигархија и спомнавте медиуми. Ја би додал уште еден битен сегмент на сите тие стратегии, тоа е црквата или религијата, улогата на религијата кај нас. Во сите тие крупни сектори или сегменти на едно општество, витални за издржливоста, за отпорноста на едно општество да истрае и во овој турбулентен 21 век, секаде чувствуваме дека ова немање или колебање кај политичките раководители има рефлексија и таму, повеќе или помалку. Да не навлегувам се во анализа на црковните прашања, добивме томос од Србија, не продолживме да го бараме вистинскиот томос од Вселенската патриаршија. Значи, тука ќе запрам. Во медиумите секој пат биле рефлексија на тоа што се случува во политичко поле. А во однос на таа толку извикана олигархија, слушам тези олигархијата не сака да одиме кон Европа, и затоа демек сме блокирани, и не им одговара супервизија, мониторинг, како се трошат парите, пазарна економија по правила и така натаму. Ја секој пат прашувам кој ги бира тие луѓе и во политиката и во економијата. Ете, ние немаме окторирана елита во ниеден сегмент. Ниту во политиката, значи балтичките држави. Во 90-тите кога станува независни, председатели премиери многу често им доаѓаа нивни бивши дисиденти кои живееа по 30 години во Канада и во Америка или во Германија и дојдоа како председатели. И тие го имаат тој чип вградено таму. И затоа можеби и нивниот пат беше поинаков. Се разбира, има и бајаги пропатено од руската мечка во историјата. Кај нас сите председатели, премиери, битни министри, сите најбогати луѓе во Македонија, црковни великодостојници не се увезени од надвор. Тие се произлезени од овој народ. И ние и на избори ги гласаме или тие се некакви деривати на тоа што се случува во политичкото поле. Не велам дека сите сме виновни. Меѓутоа, знаете на стара максима, секој народ има власт каква што заслужува. Тоа важи и за олигархија, каква што заслужува, тоа важи за црква, каква што заслужува. Че не можеме да се изземеме од тоа дека мене тоа не ме интересира, тоа нека му ја мислат тие таму горе. Тие таму горе ја мислат или не ја мислат, меѓутоа тие се едни од нас. До вчера тие беа едни од нас, тие живеат во овој град и во оваа држава. Сакам да кажам, во политичката структура многу често во сите држави само имате рефлексија на просечниот македонец или просечниот македонски граѓанин. Не мислам дека и овие што се сега на власт политички, ниту овие што ги раководат македонската економија, ниту овие што ја раководат македонската православна црква, не мислам дека се разликуваат битно од еден просечен македонски граѓанин во својот светоглед. Тука е проблемот кој ќе дојдеме до носењето на политички одлуки, бидејќи тоа што го носиш во себе од формативните години, преку едукативниот систем, преку ова што го гледаш на телевизија дека се случува во политичките институции, тоа наоѓа свој конкретен одраз и во одлуките кои ги носиш и кои потоа и законите кои потоа се однесуваат на секој од нас. Значи, мислам дека треба да се направи еден сосема нов концепт на образование кој би почнал од најмала возраст, кој би ги учел луѓето на вистинските граѓански вредности. Некој ќе рече доцна е после 35 години, не мислам дека е доцна, подобро некогаш отколку никогаш. И апсолутно е битно да се воведе уште од рана возраст предмет, го има во некои европски држави воведено, да препознавате или да наоѓате начини да доаѓате до вистината, да препознавате лажна вест. Значи од прво одделение да ти кажат ова е лажна вест, ова е вистинската вест, а не само да гледаме во овие модерни гаджети и да мислиме дека таму е содржана целата вистина. Ви кажам еден детал како некои со ова завршам, нема. Ви одземам повеќе од времето. Еден конкретен пример како има држави кои имаат долгорочна стратегија и затоа се успешни, независно од идеологијата која застапуваат, во овој случај Кина, и конкретниот случај со TikTok апликацијата. Пред некој ден видов вест која се заснова на една студија направена во една европска држава, која вели дека апликацијата TikTok, која е кинеска, изворно,
нуди сосема различна содржина за кинеската младина од ова што се нуди на европската младина. Вели, ова што се нуди на кинеската младина е практично од почеток до крај со едукативна содржина. Ова што се нуди во Западна Европа и кај нас, тоа и во Америка, тоа е забава. И инстант вести, брза забава, емоција од тој тип, сензација и битка за кликови, независно од содржината. Така што Кина, независно од идеологијата, која е кај нив доминантна, има исправна стратегија, зашто од најмали години ги учи своите. Гледате кој обратен пример има во Западна Европа. Неколку големи европски држави размислуваат да го забранат TikTok, например, и слични социјални за лица до 16 години. Не треба да го забраниш. Треба да направиш со вакви содржини, кои во формативните години од тебе ќе направат стабилна личност, која нема да има потреба да уклучува телевизија или мобилен за да разбереш што е вистината. Зашто ќе ја живееш вистината. Самиот ќе доаѓаш до неја. Председателе, ми дадовте најголем дел од одговорот на прашањето за вашите препораки, не само за големите актери, општествени и политички во земјава, меѓутоа и во Европа, но еве да завршиме токму така. Кои се вашите препораки за заштита на демократијата, за одбрана на демократијата, за заштита на човековите права и слободи, за одбрана на вистината и на демократските институции во земјава, во регионот и во светот, накратко? Каде треба, знам дека каде треба најмногу да се инвестира? Во одбраната, во образованието, рековте дека во образованието треба да се во медиумите или во меѓународните партнерства? Секаде треба да се инвестира, меѓутоа да знаете, коренот на проблемите во меѓународните партнерства, во безбедноста и во одбраната доаѓаат од лошото образование или неадекватното образование. Ако ти не можеш да препознаеш вистина од лага, да распознаеш, тоа значи дека ти не си учен тоа да го препознаваш. И ова што е битно да го знаат, не само овие што е водат држава, сега, утре, задутре, туку генерално, одбраната и безбедноста као сектори многу важни за секоја држава се последната граница или брана на лошите безбедносни влијанија. И ако дојдеме до таму, како велат, последно средство е тоа. И тоа треба да се засилува и таму. Треба да имаме се повеќе и повеќе квалификувани луѓе. Меѓутоа, од најмлади години ние мораме да создаваме граѓани. Не постои ниту една зрела демократија во светот во која нема демократи. Ако немате од млади години деца, младина и понатаму и луѓе во, средни години, кои распознаваат што се човекови слободи и права, што е правото на правилно информирање, што е правото на здружување, на глас, право на совест и така натаму, ако не знаат улогата на виталните институции во општеството, многу тешко ќе успеете со не знам какви енормни влагања во одбрана и во безбедност да ја направите таа држава безбедна и да ја направите стварно напредна и просперитетна. Пример, како имате, ја го нарекувам, еден обратен систем на вложување во погрешни сектори или имате диспропорција на вложување е Руската Федерација. Пример, како се распоредуваат, како се дистрибуираат тие ресурси што ги имате на располагање на вистински начин е Кина. Значи, еднава држава се обидува да освои територија, која не е незина. Другава држава вложува максимум во развивање на високите технологии, најновите технологии. И доаѓа сега да биде тука некаде, тие ги викаат cutting edge technologies, со Америка, кај што тие технологии се измислени. Значи, тие ресурси што ги имаат. Кина не е многу богата држава. Тоа е голема држава, меѓутоа пер капита не е многу богата за да може и тоа да го прави. Чи Кина вложува најмногу во тие сектори кои практично ќе ја решат битката меѓу титаните во 21. век. А не во одбрана, не во тенкови, не во авиони, во ум и во висока технологија.